другиот делеви, ако веќе сакаш да кажеш, нормално дека од таа страна сигурно дека имало волци, меѓутоа јас значи мојата личност тоа не го дозволува и меѓутоа сум го Тоа и до ден денешен го има. Да, го има, меѓутоа тогаш не сум била толку преферирана да јас можам онака да им обрусам и со мој поглед, значи да ги плеснам долу на под, како да ти кажам. Имаш еден остар поглед. Па да, имам, значи јас сум многу мила, ама остар поглед кога ќе го. Да, и некако потоа било срамежливо или најчесто сум бегала. Како да ти кажам, што не е мислам од така, кога некој нешто ти предложи, не, ја некако не знам да одговорам и нешто и ќе отидам и ќе ме снема. Например, за разлика сега кој што да каже, јас нема да бегам, како да ти речам извини, меѓутоа твојата понуда не ја прифека. Имаш ли такви понуди од ден денешен, например? Во нормална при настапи зборам од некој газдина локалина? Од газдина локали не. Бидејќи нашата работа, например, во однос на локалите, со собствениците имаме навистина коректен однос. Никогаш никој? Па не. Навистина не. Мислам, не лажам, не. Заради тоа што тоа се сведува на долгорочни соработки, не е тоа само еднаш пејам толку па да не го видиш, него континуирано, ако си имаме нели обострано некаква взаемна кар, нели гледаме таа да речем релација да се задржи